Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на АЛСА-ТЕМ телевизија. Вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Еве што ќе гледате вечер во почитувани гледачи. Дали македонските власти или некои странски служби и држави сака да предизвикаат верски конфликт на исламот и православието на територијата на Македонија? Кој сака во Македонија да направи фотокопирање на моделот на Израел за решавање на верските и етничките проблеми? Левицата и социјалистите победија на претседателските избори во Франција и на голема врата се враќаат во Европа. Дали денес некој во Македонија сака да направи фотокопирање на тој израелски модел како модел за решавање на верските и етничките проблеми помеѓу македонците православци и помеѓу муслиманите? За прв пат после посетата на Никола Груевски на Израел и средбата со израелскиот министар за надворешни работи господинот Либерман, тој некаде јануари 2010 година, беше спомната можноста дека ќели на Ал-Каеда постојат во Македонија. Првата изјава за Ал-Каеда и незиното присуство на Балканот и во Македонија, висок македонски функционер, дава некаде 6-7 јануари 2010 година, тоа е таа посета на Никола Груевски на Израел и средбата со Либерман или министерот за надворешни работи на Израел. Израелскиот министер го повторува тоа и овде, и јас бев еден од првите кои тогаш ја спорев таа теза. Во делот на Кели и на Ал-Каеда, на Балканот генерално, не можам да видам надворешен извештај на релевантни разузнавачки агенции кои потврдуваат дека било во Босна, било во Србија, било во Црна Гора, било во Албанија, дека такви келии постојат. Значи, зборуваме за организирани структури на Ал-Каеда. Не за поединци кои се задоени со тоа учење и можеби утре би предизвикале проблем. И тоа е тој израелски модел кој некој сака да го инсталира во Македонија како модел за решавање за меѓуетничките и за верските конфликти. Имаше и тоа уште тогаш предизвикуваше на некој начин контраверзија во јавноста, и дека е многу опасно да го следиме тој израелски модел, бидејќи ниту финансиски, ниту политички, ниту безбедносно и војно немаме капацитет тоа да го правиме. Морам да ви кажам искрено дека 2001 имаше некои луѓе во самиот политички врв на Македонија кои во врска со таа криза 2001-та го заговара израелскиот модел. И при тоа нормално, кој ќе гледате на тоа со еден кафански резон, не гледавте која е структурата околу и внатре во Израел која му овозможува такво арогантно однесување на меѓународна сцена. Меѓународни пријатели, неверојатно моќна армија, далеку помоќна од сите околу и една прилично силна политичка кохезија во општеството, каде што евреите се согласни околу неколку битни работи за нивната кауза. Ништо од тоа не беше кај нас присутно, напротив, ние нам од надворни велеа запрете до тука и подпишете политички договор. Вие гледате дека денеска не може ни американскиот претседател да го седне на Нетањаху на маса, да разговараат, а не да избоксува од него некакви отстапки. Па дури изминатите година или две, тој израелски модел се потенцира како на многу битно решение или како Македонија всушност треба да се однесе кон тоа албанско, кон тоа муслиманско или исламистичко прашање. Па дури последните година и пол дена се шпекулира дека структурите на ВМРО ДПМН имаат блиски соработки со МОСАД и дека МОСАД е активно вклучен во одредени политички разврски тука во рамки на Република Македонија. Лани се спомнуваше на набавка на некои 40 милиони долари опрема од Израел. Врската која наводно прави српскиот амбасадор кој беше осомничен за таа афера сателит во рамки на Србија пред 3 или пред 4 години, била дека тие израелски врски се многу силно присутни во Македонија, дека можеби тука треба да се бара причината зашто тој израелски модел се потенцира како адекватно решение на тие конфликти тука во Македонија. Моите информации велат дека израелците се овде присутни само во делот на комерцијалното разузнавање, ако можат да продадат опрема од тој тип, на нас и на било кој, и тоа е во ред. Не сум сигурен и мислам дека станува збор повеќе за локално чаламење од страна на нашите тука луѓе, служби, индивидуи, приватни се едно, кои велат дека имаат поддршка од таму или обука за израелскиот модел за информација на пошироката публика која тоа не го знае, е пред пропаѓање. Значи најголемите израелски умови велат дека израелскиот модел кој одржува израелската држава таква каква што е во тие граници со децении од која 48 направена израелската држава мора фундаментално да се промени, инаку не ќе може да го издржи притисокот на огромното население кое не е еврејско околу и финансискиот товар кој е неснослив се повеќе и повеќе. И на страна американската поддршка која како одат годините се помалку доаѓа безрезервно и безусловно. Се до пред неколку месеци тие конфликти во рамки на Република Македонија беа етнички конфликти и некој начин водеа корени тој конфликт 2001 година. Меѓутоа последните неколку месеци тие етнички конфликти добиаат верски карактер.
И таа трансформација од етнички во верски конфликт постои и минува низ неколку фази. Првата фаза се тие навивачки песни кои се пеат на македонските надпревари во Ракомет, на првенството во Белград и во Ниш. Втората фаза е палењето на македонското знаме во Албанија и на Косово. Третата фаза е тоа што се случува во Струга и после тој Вевчански карневал. И на крајот четвртата фаза е после ова петтократно убиство кое се случува на Железарското езеро и тие верски протести на муслиманите по улиците на Скопје. Јас господин Раджипи дека тоа што се случуваше во Струга, кај што прв пат муслиманите заеднички протестират. Тука се торбиши, тука се албанци, тука се турци. Дека тоа всушност може да биде генералната проба на тоа муслиманско незадоволство. Прв пат на одредени протести како пиемонт на тие протести се јавува исламската верска заедница. Прашање велат на време кога тој религиозен елемент ќе се наметни врз тоа незадоволство на муслиманите. Тоа на што мене ме плаши и мислам дека еден дел на недозволување на овие телевизии кои се надвор од Република Македонија, мине да не спомнам, кои што биле носители на таа арапска пролет, од Египет, од Либија, не знам, од Тунис и така натаму, недозволувањето на тие телевизии во Македонија да функционираат и да просперираат, може би треба да се стави во еден таков контекст, како страв, дека тоа може да се случи во рамки на Република Македонија. Не мислам така, туку мислам дека треба да се каже фала Богу што ИВЗ зема таа да ги менаџира овие работи, да не стојат одредени граѓани или изманипулирани граѓани од разни политички позадини да организираат било какви протести за било што. Туку да, ние сме институција која што имаме кредибилитет и тоа ќе го организираме. На нашата држава тоа влагаме во босанскиот модел, кај што Мустафа Церич, првиот човек на исламската верска заедница во Босна и Херцеговина, е човек кој ги определува политичките процеси во таа држава. Жалам што на исламската заедница таков човек тука во Република Македонија кој што би можел да биде носител на таа функција рейс во ИВЗ, а да може да им кажува на луѓето каде грешат или на луѓето која политичка опција е подобра за нив или не е подобра. Очигледно дека политичките партии во албанскиот дел, па дури и во бошњачкиот и во торбешкиот дел, не се адекватни, не се доволно силни да ги артикулираат тие незадоволства кај населението муслиманско во рамки на Република Македонија. Дали тоа не е доволен простор? Политичките партии со тек на време да бидат трнати во аут и тој религиозен аспект, исламски аспект да дојде на сцена и тој да биде таа иницијална каписта која може да направи проблеми во рамки на Република Македонија. Па не би рекол зашто пак ќе наведам тоа што го кажа во почеток дека ја нема доволно таа религиозна субстанца тоа да го произведе. Друга клучна многу работа е што ИВЗ значи не е доста функционална. Надвор од ИВЗ. Ја мислам улицата да го бара тоа, не ИВЗ, него улицата да го бара. Надвор од ИВЗ би можело само ако се најде значи некој лидер кој добро политички би ги артикулира заедничките проблеми кои ги имаат. Муслиманите го бараат тој лидер. Јас чувствувам дека тоа го барат и македонците во некоја смисла, значи ако има некој кој би ги артикулира тие секојдневните проблеми заеднички што се за сите граѓани на Македонија, мислам дека во ова време и во овие моменти со ваква опозиција и со ваква позиција би можел некој многу ршум да прави на политички план за многу кратко време. Не знам дали таков Алан Форд се појавил во Македонија, дали спие, дали седи на компјутер, но мислам дека во ова време кога има толку значи политичко оддалечување на елитите од населението, чинам дека тоа е голема подлога за такво нешто. Пред една година Галуп Брима има направена одредена анкета како балканските народи гледат на политиката на Турција и тие податоци кои се добиени со таа анкета се доста индикативни, почитувани гледачи. Според таа анкета, некаде 77% од албанците гледаат пријателска држава во Турција, некаде 60% од Босна и Херцеговина, 93% од граѓаните на Косово гледаат пријателска држава во Турција и некаде 77% од македонците гледаат во Турција голем пријател. За разлика од овие држави, некаде 26% од хрватите гледаат пријателска држава во Турција, 33% од црногорците и само 18% од србите. Тоа е тоа двојство или таа шизофреност во македонската политика или македонската надворешна политика, кога од една страна се смета Турција како наш стратешки партнер кој треба да ни ги реши тие економски проблеми и да ни помогне во таа политичка и економска битка со Грција, а од друга страна се користи тој израелски модел како модел за решавање на етничките на верските проблеми во рамки на Република Македонија.
Гледај која е таа една политички шизофрена ситуација. Од една страна сме големи фанови на тој израелски модел, како начин на решавање на конфликтите со муслиманите, со албанците и така натаму. Од друга страна сме големи фанови на тоа стратешко партнерство со Турција како панда на нашите лоши односи со Грција. Турција безмалку се однесува во однос на Македонија кој што се однесуваше владата на Симитис пред 10 години, кога се правеа најголемите инвестиции од грчкиот капитал, сега се прават најголемите инвестиции од турскиот капитал, но од друга страна тоа стратешко партнерство на Турција се спротивстава на тоа условно речено стратешко идеолошко партнерство со Израел како да се решава муслиманското прашање. Стратешката насока на Македонија е изгубена. Ние се наоѓаме во стратешка конфузија. Ние не знаеме точно на која страна одиме и ако не одиме кон некоја страна, зошто одиме на другата страна. Чи ова што се случува со Турција, моделот на инвестициите, тоа се политички инвестиции како што имавме политички инвестиции и 2001-та и преди по конфликт од Грција. Чи голема економска оправданост или резон за тоа нема да најдете, зашто претходно не би дошле тука ако имало економски резон. Ја разбирам дека Турција има пријателски односи кон нас. И разбирам нивната наклонетост. Турција е преголема за да не си дозволи и такви некои инвестиции тука, меѓутоа не смеете вие да ги пакувате во политичка обланда тие инвестиции овде и да кажувате дека и во смисла на стратешко партнерство се имате нови луѓе на истокот. Ние немаме нови луѓе на истокот. Конечно и Турција во формална смисла не ги има сменето своите стратешки партнери од западот. На страна реториката на нивното актуелно политичко раководство. Турски председатели премиери изминативе 20 години доаѓале во Република Македонија. Дали бил тоа, не знам, Тургут Тозал, дали бил тоа Месут Илмаз, дали тоа бил Сулеман Демирел и така натаму и така натаму. Меѓутоа ниту еден. Значи ниту еден не бил дочекан кога господинот Ердоган минатата година. Тито и Лазо не бил дочекувани така, кој што беше господинот Ердоган дочекан во албанските градови, во македонските градови, одредени македонско-муслимански села и така натаму и така натаму. Значи тој беше дочекан тука безмалку, што ја знам, колку Обама или не знам како Буш одеше во Албанија кога беа тие масовни дочеци од 200-300 луѓе, па не знам, Ден Сјаопинг кога доаѓаше во Република Македонија со Тито, па немаше такви пречеци кои што имаше Ердоган. Затоа ја прашувам, дали сме ние денес сведоци на една ретурцизација на муслиманскиот свет во Македонија? Апсолутно не. Апсолутно не. Сигурен сте? Сигурен сум, бидејќи добро ја познавам надворешната политика на Република Турција. Вие кога овде би разговарале со турците, со нормалните, редовните граѓани, дури можете да чуете и ваков изговор дека Република Турција повеќе внимание обрнува на албанците и на другите отколку на турците овде. Значи, во однос на политиките што ги спроведува на Балканот Република Турција, апсолутно не се базирани на етничката припадност. Како оценува тој процес на турцизација на Балканот? Дали гледате концепт во целата таа политика на Турција и на Анкара која денес се води? Имам чувство дека американците доста беневолентно, уште пред 3 години таа стратегија на ЦИА некаде за светот до 2020-2025 година, тие го најавува страмежливо, ајде да речеме тоа враќање на Османлиската империја на голема врата на Балканот и на некој начин влијање на Турција помеѓу Баку и Сараево. Kada pogledate slovenske narode na Balkanu, mi smo skoro 3 puta duže živjeli pod Turcima nego što živimo u slobodi. Znači, svega smo, zavisi koja nacija, ali otprilike 120-150 godina smo slobodni, a 5 vekova smo živjeli pod Turcima. I na nekim primjerima se vidi da je uticaj ono što je ugrađeno u naše gene, u naše istorijsko sećanje i pamćenje, mnogo jače nego što su predrasude koje su usađivane od oslobodilačkih ratova za oslobođenje Makedonije, Srbije, Kosova, Bosne i tako dalje, Crne Gore. I vi sada vidite brojne nacionaliste u Srbiji koji gledaju po 3 serije turske dnevno. I to odi na televizija koja se narекува prva srpska televizija. Ba da, to je posebna ironija, pošto vlasnik te prve srpske televizije je Grk, a direktor je Nemac. I pušta 3 turske serije. A pušta turske 3 serije. Znači, vrlo to je skup, da kažem, ironičnih činjenica na račun Srbije. Ne može da funkcioniše neosmanlijska politika na Balkanu, niti Turci mogu da budu bilo kakva vrsta arbitra na Balkanu. Prosto se radi, s jedne strane, razlika u religiji
jer Turska ipak lagano, ali gotovo sigurno kreće ka islamizaciji i unutrašnjoj. I ti sukobi između političara i vojske su vrlo jasni. Turci ne kriju svoje aspiracije da bitno utiču na prilike na Balkanu preko Sarajeva, pa i preko Novog Pazara i preko tadašnjih dobrih odnosa sa Beogradom. Секогаш Сараево и Нови Пазар важеле како две клучни точки на таа турска политика на Балканот во последно време во рамки на тој триаголник се стави Република Македонија. Постојат две концепции или постојат две стратегии на муслиманите при распадот на СФР Југославија, бидејќи во тој момент Сараево беше центарот на муслиманството на просторот на поранешна Југославија. Токму во Сараево се водеа тие две битки таму некаде 1991 година. Првата концепција на поранешниот лидер во имиграција на бошњаците, тој господинот Адил Зулфикар Пашич, кој сметаше дека муслиманите треба да останат во таа скратена Југославија, без Словенија и без Хрватска, кој би броила некаде околу 14 до 15 милиони жители, од кои некаде 6 до 7 милиони жители би биле муслимани и дека на тој начин муслиманите најдобро би ги оствариле своите права во Црна Гора, во Босна и Херцеговина, во Косово и во Македонија. И втората теза е на Алија Изетбеговиќ, кој сметаше дека муслиманите во Босна треба да направат посебна држава и дека муслиманите во Косово, во Црна Гора и во Македонија треба независно од Босна и Херцеговина сами да ги решаваат своите проблеми и да ги решаваат своите национални прашања. Хаџи Јакуб Селимовски е добар познач на тие прашања, бидејќи во тој период 1991 година беше реис на исламската верска заедница со седиште во Сараево, односно исламската верска заедница на поранешна СФР Југославија. Тоа е таа теза која Адил Зулфикар Пашич ја кажуваше 92, 93, 4 и 5 година. Интересот на муслиманскиот свет беше да постои таа скратена Југославија без Словенија и без Хрватска. Во таа скратена Југославија која ќе броеше некаде 14 до 16 милиони жители, според некои проценки дури до 17 милиони жители, некаде помеѓу 6 и 8 милиони жители ќе има муслиманска вероисповест. Значи, тоа беа две линии на босанската, бошњачката или муслиманската политика при распадот на СФР Југославија. Едната која Адил Зулфикар Пашич ја промовира да се остани и со тек на време муслиманскиот свет да стане доминантен во рамки на таа скратена Југославија. Таа политика беше поразена од Алија Изетбеговиќ. Ова што вие го говорите, апсолутно оди во тој правец. И мислам дека муслиманите на овие простори жалат констатации во ред, жалат по тој концепт. Адил Зулфикар каже имаше своја тенденција, своја платформа која не успеа да ја намате и во Босна и на поширокот југословенски простор. Изетбеговиќ имаше друга своја платформа, исто така и него го осудува баш токму за вакви разбирање и сваќање на работи правење на зелена трансверзала, што те знам од Словенија до Техеран, како се нарекува тогаш. Сите тие работи стојат и фактот дека во рамките на поранешна Југославија со последниот попис кој беше правен 81 година, преку 5,5 милиони беа муслимани, значи декларирани муслимани по верска вероисповест, врз осама на тој попис кој по прв пат се прифаќаше графата верска припадност. И сите тие работи стојат како факти. Меѓутоа, тенденцијата да се наметне една муслиманска држава или Адил Зулфикар Пашич го правил таква платформа, тоа беше сепак, мислам, една идеалистичка платформа која не можеше во рамките на Европа да се реализира. Дали е можна арапска пролет во Република Македонија и дали овие верски конфликти или овие верски незадоволства кои денес се присутни по македонските улици може да предизвикат појава на еден нов религиозен верски лидер кој со своето учество и кој со своето делување ќе ги трни политичките партии на страна и безмалку ќе ги фрли во сенка. Значи целата ова нервозна ситуација, ајде да речем почнува лани со Калето, инцидентите кои беа на Калето, па постои едно затишје додека траат парламентарните избори, некаде крајот на минатата година почнува со тие навивања гасни комори за шиптарите, доаѓа палењето на македонското знаме на фудбалски надпревари во Косово, навивањето во текот на тие ракометни надпревари и така натаму и одеднаш доаѓа струга и целиот тој, ајде да речем, меѓуетнички конфликт доаѓа еден верски предзнак. Прв пат, значи, во Струга, тоа што се случува со Вевчани, протестите кои се случуваат во Струга, и после ова петтократно убиство тука, грозоморно убиство кое се случува на Железарското езеро, се излага со таа теза исламски радикалисти и одеднаш сите тие чарки, конфликти, длабоки поделби етнички во Македонија добијат еден верски предзнак. Јас не знам дали е тоа свесно политички направено
или навистина доказите во таа постапка тоа го покажале. Но јас ви кажувам најискрено бев прилично изненаден кога слушнав формулацијата во делот на мотивите на тие евентуални сторители. Да кажете дека тие го направиле тоа што го направиле од аспект, од позиција на джихад, е исклучително тешко за верување на луѓето кои ги следат состојбите во балканскиот регион и пошироко. И мислам дека тука обвинението ќе има најголем проблем да докаже мотивацијата дека е навистина таква и понатаму во судската постапка. Освен тоа, тие зборуваат за структурирани групи. Зборуваат за групи, зборуваат за организација. Тоа не е индивидуа. Во Норвешка, Брейвик е христијански фундаменталист, ама е сам. Во Франција неодамна. На страна дали имал претходно тренинг во Пакистан, човекот кој убиваше еврејски деца пред училиште, делувал сам. Овде се тврди дека постои организација. Јас барем до сега немам видено, не сум консултирал некој од надвор кој тврди од западните разузнавачки сервиси кои тврди дека на Балканот, токму во Македонија, има организиран джихад. Индивидуи кои користејќи ја верата како претекст може да направат проблем, да, секаде во светот, не само на Балканот. Но структура, тука ме чуди дека зборуваат за структурирана група која мора да има и платформа. И конечно мотивацијата. Не е доволно да кажете дека целта нивна била да предизвикаат страв. Джихадот има спорадична цел да предизвика страв, као при секој терористички напад. Джихадот има примарна цел општествата да ги направи според шеријатското право. Тоа ми фали во обвинението. Кога ги гледаме тие исламистички или тие муслимански врски на Балканот, тие делуваат многу компактно, но постојат две тези, почитувани гледачи, кои можеби говорат или кои можеби ги осликуваат работите од една сосема друга гледна точка. Прво е интересното однесување на муслиманите за време на војната во Босна и Херцеговина, Хрватска и во Косово, како прво албанците не учествуваат во таа војна во Босна и Херцеговина или не учествуваат некој голем број, како што тоа го прават во војната во Хрватска. Од друга страна, муслиманите од Босна и Херцеговина без малку воопшто не земат учество во таа војна 99 година при НАТО бомбардирањето на Косово. И како второ, многу е мал, да не речам занемарлив е бројот на турците и на торбешите во Република Македонија кои во текот на таа 2001 година во тој конфликт се ставија на страна на албанците. Сакам одговор од вас на две прашања. Прво, ниту во војната во Босна и Херцеговина не учествува албанци да ја бранат Босна и Херцеговина, иако се браќа муслимани, ниту пак во војната на Косово не учествува бошњаци или босанци, а можеме да најдеме многу албанци кои учествува во војната во Хрватска, па дури 3 од нив беа на генералски позиции, Агим Чеку, Морина и така натаму. И друг еден елемент. Во војната 2001 година во Македонија, торбешите и турците не се стават на страна на албанците, иако се муслимански браќа. Како вие тоа го толкувате? Ништо дека имате погрешни перцепции тука. И во Босна и Херцеговина имаше албанци кои беа на раководни места на босанската војска, да речеме командантот на Добриња, фронтот во Добриња во Сарајево, го бранише албанец. На североисточно во Славонски, во Босански Брод, Славонски Брод, така натака, кога траеше северозападниот фронт, исто така меѓу командантите беа албанци, така натака. И вие не верувате ова што го зборите? Не, тоа факт е. Ја сега не сеќавам ни меѓу во друга прилика ќе ви кажам и биле некој од командантите. Да, овие биле 3 генерали. Па нив им дава олуја операцијата да водат, а вама му дале некој босански брод да брани. Или некој мало у Сарајево. Ама зборуваме ние за релативни бројки. Тамо се тројца, четворица истакнати, вамо се тројца, четворица. Ко тука да му дале чемто. Не, сакам да речам, врзо само на тоа да излекувате заклучок. Или Далметфу да го брани дали учествувачи, ал не е битно тоа. Не е на крај каришца битно. Како не е битно се за факти збориме, нели? Вие велите дека фактите не ми се точни. Велам дека се точни и дам примери. Тоа сакате да кажете дека муслиманите меѓу себе не биле солидарни во текот на војната. Така ли? Па не биле. Пак тука се лаже. Муслиманите на Македонија дадо оно што им беше најдраго, со дочек на избеглиците, дочек на избеглиците од Босна и Херцеговина, протераните од Босна и Херцеговина. Наброите ми еден торбеш. Ќе ви кажам, не за момент, ќе го кажам. Второ, 99-та година 500.000 овде албанци од Косово беа дојдени. Добро, тоа е друга работа. Како не е друга, па тоа е таа солидарност. Најголемиот дел беа тие еден турчин или торбеш во генералштабот Нучека. На крајот го зема Рафет Муминовиќ, ко голем командант и го стави на пратеничка листа од ДУИ. Тоа е друго. Вие гледате дека тезите не ви се точни. Овде 2009 година, нормално во Македонија албанците водеа
своја политика за да фатат позиции да бидат равноправни со македонскиот народ. И тоа го праве и така натаму. А не значи дека немало во редовите на УЧК и турци и Торбеши има. Па Дуи беше дел од власта. Кој апсеше Торбеши? Велија Рамковски. Кој рушеше телевизија, кој се сметаше Торбешка, кој рушеше Космос, кој се смета Торбешки, така натаму. Значи, вие сте раскарани повеќе него што се православците и католиците. Со кого? Кој? Торбешите и албанците, албанците и турците. Не. Дури денес има теза дека треба да се помага на торбешите да бидат тој Берлински зид кој ќе го спречи тој процес на албанизација на Република Македонија, посебно Западна Македонија. Не, види, антагонизми постојат, и ќе постојат во одредени работи. Меѓутоа, тие антагонизми толкави мали се безазлезни, апсолутно на таков однос внатре во муслиманскиот корпус нема воспоставени корелации на таков однос да има толкова нетрпение помеѓу албанци и турци, помеѓу албанци и торбеши, помеѓу торбеци и турци, така натака. Исламот си ја врши својата работа. Најголем број на мешови бракови се помеѓу албанци и торбеши, помеѓу турци и албанци, помеѓу така натака. Зошто религијата е факторот кој спојува. Затоа мислам дека апсолутно тука не ви стои тој факт. Антагонизми ќе постојат. Сигурно ќе постојат. Животот на дневната политика си го прави. Ние имаме надворешни фактори кои сакаат да го разбијат муслиманскиот корпус и по овој шаф етнички и национален, меѓутоа ја не верувам дека ќе успеат во тоа. Авторот на таа така наречена Торбешка декларација денес излегува со тезата дека торбешите се всушност наследници на богомилите кои не го прифатиле христијанството таму некаде во 10-тиот век. Во оваа инфлација на Балканот на наново пишување на историјата, торбешите или лидерите на торбешката заедница во рамки на Република Македонија денес излегува со тезата дека всушност тој поранешен богомилски пат е денешната зелена трансферзала по која се движат тие муслимански интереси на Балканот. Вие имате напишаната Торбешка декларација. Да. И ги барате тие историски корени кај богомилите. Не ви е малку смешна таа теза, корените историски национални на торбешите ги барате кај богомилите? Не би рекол дека е смешна. Барем помалку смешна него сега во Македонија што се бараат антички корени. А вие сте сигурни дека баш до 10 век треба дојде? Може би ако продолжите вие понатаму и вие ќе најдете за Александар Македонски. Може, ако продолжиме уште понатаму ќе дојдеме до Адам и Ева или до мајмунот. Ако е доминантно нели исламството кај вас или муслиманството, ако гледате кои хунзите се од Пакистан, вие може имате поише право да сметате дека сте пријатели, родни или први или втори братучеди со хунзите, отколку што сметам јас, например. Така да може би торбешите имаат доминантно словенско потрекло. Затоа не сакам да правам споредби со хунзите. Торбешка декларација може треба да ја апдейтувате, да ја видоизмените, да кажете дека може би еден крак од Александар Македонски води кон вас. Лично не верувам, мада историјата е наука која трае. Јас лично не верувам во таа теорија. Велите дека Самуил е нели богомил и од богомилството ако станале торбеше, тогаш вие се станале од Самуил. Самуил е на многу логичен след на настани. За Самуил и вие знаете веројатно дека е спорно католичка крунисување, бугарска круна и така натаму, богомилско порекло, војската негова богомилска. Не е спорно едно. Ќерката на Самуил е богомилка, синот на Самуил е богомил. После поразот на Самуил, сите литератури на Балканов пишуваат за влошување на состојбата на богомилите. И тие бегаат по планините, бегаат по коридор Девол и Дрим. Линиите се Призрен, Скадар, тогашна Дуклја и Зета и Рашка, денешните Србија и Црна Гора. И генезата на сите српски и црногорски кралевства средновековни се нивниот предок е зетот на Самуил. Исто движењето на богомилите тогашни, а сегашни муслимани кои што од тога бегале натака, значи денешниот Дримковски регион, Река, албанскиот дел, Гора, Призрен, Рашка сама, денеска тој коридор што некоја се викал Богомилски коридор, денеска е познат како коридор Зелена трансвезала. Меѓутоа секош македонците муслимани или торбешите или како да ги наречеме, нели, дека денес не се ни знае кој термин и назив тие би го прифаќале за себе, меѓутоа да земе торбешите, тие на некој начин до неодамна се осеќа и се чувствува како швајцарска гарда во муслиманскиот свет во рамки на Република Македонија, дека всушност тоа муслиманство беше на некој начин есенцијата на нивното постоење и во тој дел беа многу порадикални, беа многу поексплицитни од албанците. Значи како швајцарска гарда во рамки на тој муслимански свет во рамки на Република Македонија. Тоа полека кога да се менува, меѓутоа се до неодамна всушност торбешите беа главни, го имаше се и камшикот во рака во муслиманскиот свет.
Сепак, значи, таа компонента на исламското представување секако се уште е, значи, по-забележителна кај торбешите и бошњаците во Република Македонија, и тоа се должи на поврзувањето на нивниот идентитет со исламскиот елемент, што не е работа, значи, на албанците или на турците, например, за споредување. Наиме, турците последните години се повеќе се идентификуваат со националната политика на Турција и према тоа, значи, ги следуваат и тие големите компоненти на идентитетот, па и на политичкото доловување кои го имат во Македонија. Албанците пак, како кажав, значи, имаат основна подлога на секуларна политика, и тоа се должи на она што албанците секогаш го спомнуваат, дека се народ со три вери, и во таа работа тие не сакат никогаш, значи, да се мешат во овој аспект. Јас појдов, значи, грешно во ова интервју со вас, сметајќи дека торбешите се едно од малцинствата на Балканот. Вие може сте малцинство, но како што кажувате, сте сивата крв на Балканот. Значи, нема кралска династија на Балканот да не е од торбешите. Значи, ако таа логика ја правите, велите вака: ќерката и синот на Самуил биле богомили, за него не се знае, може било она, меѓутоа ако они биле, и ако таа кралска лоза се проширила на Балканот, нели? А ако торбешите во торбешката декларација влечат корени од Самуил, тогаш ще вие сивата крв на Балканот. Подаме чокор понатаму. Интересна, ја не го реков, тоа интересна ви е тезата, можно е. Знаете на што ми личи ова? Да. Црвена звезда бил европски шампион во фудбал. Вардар подосна е победил еднаш Црвена звезда, а Балкан од Скопје или Слога Југомагнат еднаш го има победено Вардар, и по таа логика, значи, Слога Југомагнат, бидејќи го победила Вардар, Вардар е победил Звезда, значи бил европски шампион во фудбал. Не ли ме малце смешно сега ова да прашам? Тоа е смешно, ама не ли е смешно во што го зборите? Компарацијата. Никако не е добра. Не е добра компарацијата. Па вие ќе спаднете, покасно од богомилите торбешите дале, вие ќе спаднете кој Донски, дека и Џорџ Буш и Мелка Џексон биле македонци. Не, тоа го викаше Нијазија Лимановски на времето. Во кој филм сте влезени? Не, тоа Нијазија го викаше на времето. Јас друго ќе ви кажам. Ајде, повелете. Ако богомилите се торбеши, пошто е синоним, јас сежам сега радикално кажано, сите словени што каснije, односно сите словени што се богомили и каснije муслимани, условно речено, ќе ги сметам за торбеши. Денешните бошњаци, помаци и така натаму. Знаете какви луѓе дале тие... Вие напишате дека знаете какви луѓе дале тие торбеши, тие словенски богомили? Основачот на Каиро и на Аласкар денесен е човек од Сафта таму, бошњак најверојатно, се смета некој викат Хрват, али рековме, во 10 век многу е тешко да збориме за, ама пошто е роб продаден, а роб не може да биде продаден христијанин, него само богомил. Таков човек, момент само. Ние Клеопатра дадовме и ве го дававте. Пашата на Египет, значи тука сме никаде. Ама тој е турбеш. Пашата на Египет е турбеш. Ќе кажете дека Кемал Мехмед Паша Соколовиќ е бошњак. Ќе кажете дека Кемал Ататурк бил турбеш. Да, токму тоа, Кемал Ататурк е турбеш. И Самуил, нели, бил предходник и предец. А предец може би. Да. Да. Што има тука? Чудно што има тука нелогично. Али треба да се истражува. Ама за жал кај нас некој Сигурен сте дека Наполеон не бил турбеш? Сигурен сум дека Наполеон. Добро, мислам за една работа се сигурни, за другите имате предпоставки. И Александар не бил турбеш и за тоа немој да бидете сигурен, може некој докази ќе се може по мајка, може по мајчина. Ама за Самуил не сум сигурен, може би бил. За Самуил, така? Да. Во последните неколку месеци доста интензивно се шпекулира дека ВМРО-вската влада или владата на Никола Груевски и одредени безбедносни структури во рамки на Република Македонија развијат многу силни партнерски односи со МОСАД и со Израел, и дека тоа се користи и во процесот на политичка победа на ВМРО-ДПМН на изборите и во процесот на решавање на крупните политички проблеми во рамки на Република Македонија. На кој денес во рамки на Република Македонија им одговара тие етнички конфликти денес да станат верски конфликти, и на тој начин тие всушност нерешливи прашања, како што ги сметавме тие прашања помеѓу македонците и албанците, и тој процес на воспоставување на нормален соживот помеѓу овие две доминантни етнички групации денес се сведуваат на класични верски прашања кои пак се уште потешко за решавање во споредба со тие тешки етнички прашања. Ето, господине Пендаровски, како тој етнички конфликт се станува на некој начин верски конфликт. И тоа е оно што е многу лошо. И тоа е премногу кревка на Република Македонија. И тоа е еден концепт кој ние го развиваме како македонци, тој е ексклузивен православизам во изминатите 10 или 15 години. Првите симптоми ги имаше некаде 99-та година кога беше Борис Стајковски избран за председател на државата. Тогаш делови на црковниот клер излага и веле дека
Може би требаше се избери нов кандидат, бидејќи не личи на православна држава како Македонија да има адвентист или не знам, протестант на чело на македонската држава. Тој верски конфликт денес ескалира на политичка сцена во Македонија. Тоа што се случуваше минатиот петок, најавите за денес дека ќе се случува, најавите за утре што ќе се случува. Целата ова какафонија меѓуетничка во Македонија која после 2001 година се уште останува да тлее, таа генерација од 2001 година на деца кои биле на 10-15 години сега се носители на општествените и на социјалните трендови во рамки на Република Македонија, ја носи целата ова завриена атмосфера на ниво на еден верски конфликт, што е најопасното сценарио, предпоставам, за Република Македонија. Да, Македонија со години наназад има најслаб менаџмент во меѓуетничката сфера. Че ние ако немаме надворешна поддршка некаква, 2001 е најеклатантен пример, ние со внатрешни, со автономни сили, албанци и македонци не можеме да изменаџираме банален меѓуетнички инцидент. Ако постои нешто каде што сме уште полоши, тоа е меѓуверски проблем, конфликт. Ако имаме меѓуверски тензии, нема сила, политички авторитет, политичка власт, не со сила, со збор, која може тоа да го менаџира. Тоаш не е конфликт само меѓу македонците и албанците, туку конфликт е самите македонци. Македонци муслимани со македонци православци. 25% во оваа држава, по оној попис кој последен го одржавме, се албанци. 33% се муслимани. Значи некаде по дефиниција, по говорот на бројките ние имаме поголем проблем во меѓурелигиската сфера отколку во меѓуетничката сфера. По дефиниција имате 7-8% луѓе кои не се албанци, ама се муслимани. И тие бараат образложение дали е можно во тие така наречени нови практики на исламот во овој регион и кај нас, имало и вакви луѓе кои прават грозоморни убиства. Не велам дека не се луѓето тие. Велам дека тие тоа го направиле наводно заради овој мотив. Тоа би било по прв пат во овој регион да се направи такво убиство на муслимани врз христијани. Ние не спориме кои се убиците. Значи ние не ги проблематизираме истрагите на Министерството за внатрешни работи. Само анализираме дали целата оваа ситуација може да зовре до ниво на верски конфликт и дали тоа може да предизвика една арапска, условно речено, пролет во рамки на Република Македонија. Дел од медиумите се истрча со на таква квалификација дека во Македонија постои овие протести на верска основа може дојде до арапска пролет. Одредена теза влеча со тоа дека Ал Джазира е било забрането уште пред 2 месеци да почне да се емитува на територијата на Република Македонија. Ал Джазира нели се сметаше како гласникот или гласноговорникот на таа арапска пролет во Египет, не знам, во другите арапски држави. Дали можеме да очекуваме арапска пролет во Македонија? Ја мислам дека не можеме. И јас мислам и препорачам на властите, ако воопшто имаат намера да нешто тука проактивно учествуваат во наводници, да не го прават тоа. Нема излегување, лесно излегување од лонецот во кој има и вери, религии различни, и етникуми, и други проблеми, најголеми економски проблеми што ги имаме во Европа со таа стапка на невработеност и она константна сиромаштија по сите критериуми на Светска банка. И тука мислам дека е направена првата грешка во обидот за менаџирање на овие евентуални конфликти и тензии кои ќе искочат. Со самото соопштение на Министерството, влегувајќи во мотивацијата на сторителите. Знаете зашто? Вие можете да отсудите човек со куп други материјални, вербални и технички докази, без да го знаете мотивот. Немаше потреба да се влегува во мотивацијата. Ако тоа го утврдат понатаму судиите или психолози, психијатри, во ред, но не е твоја работа. Дај ми ја ти мене конекцијата, релацијата меѓу човекот, оружјето и жртвата. Доволно ќе биде. Останете со нас и по рекламите, проследете финалето на нашата вечерашна емисија на тема дали победата на Олан во Франција значи големо враќање или враќање на голема врата на левицата на европската политичка сцена. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. години трговијата е нашиот занет. Секоја генерација
го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Toyota. После 17 години и 2 мандати на Ширак, 1 мандат на Саркози, победата на Оланд е прва победа на француските социјалисти или на француската левица на претседателските избори во Франција. Според Неружин, ова е прва голема победа на француските социјалисти или на француската левица после 17 години и се доживува како некој пресврат на француската политичка, богами на европската политичка сцена. Овој настан беше промовиран како еден вид нова Европа. Дали таа победа на француските социјалисти значи нов бран во Европа и нова победа на социјалистите на изборите во Шпанија, во Италија и во Велика Британија на локално ниво, односно идната година изборите во Германија? Реално ова е прва голема победа на левицата после избунувањето на големата економска криза последните 3 или 4 години. Точно ги лоциравте Шпанија и Италија, на власт е тамо десни коалиции, десноцентристички коалиции, и двете држави поминат низ една многу сериозна економска криза, посебно Шпанија, а деломно и Италија, и се најава дека ова победа на Оланд во Франција може да биде будење на левицата, бидејќи десницата во овој момент као веќе да нема одговори на крупните економски и политички прашања што ја засегат Европа. Па до некаде е точно и не само што немаат одговори, бидејќи се свати дека целокупниот она движење на индигнадо, значи на младите незадоволни, од Мадрид, Лондон, преку Централна Европа до Грција, всушност е еден вид очаен повик за промени. И самиот Оланд од плоштадот на Бастилја рече: оваа победа на француските социјалисти е еден вид символ и знак за сите оние кои што сакаат промени во сопствените држави. Затоа мислам дека е мощна значајна оваа победа и го зајакнува фронтот на левицата во цела Европа. Никола Саркози беше доста неомилен во македонската јавност, посебно со тие изјави на близко со политиката на Грција, и неговиот пораз со една голема еуфорија беше прифатен во рамки на македонското јавно мислење. Дали ова победа на Оланд во Франција всушност значи дека на Европа и се смаче тоа едно силно десничарење, против проширување на Европска унија, против имиграцијата, одредени политики кои не само што нема одговор на клучните економски прашања, туку на одреден начин и ги вжешти, ги стави на рингла сите тие човечки прашања, значи тие односи помеѓу самите држави, и дека ова победа де факто се сваќа како одредена европска или француска реплика или одговор на тоа што се случи во Америка 3 или 4 години претходно со победата на Обама. Па прво ќе тргнеме од последната книга на Бил Клинтон. Бил Клинтон заговара една чисто социјалдемократска опција. Бил Клинтон е инаку близок до Обама. Обама го смета исто за американско издање на социјалдемократијата. Така што точно Европа е заморена од конзервативизмот. Дали Европа помалку сумори од тоа силно десничарење и тоа силно десно владење во главните европски држави, кое на крајот резултираше со силни етнички конфликти и резултираше со голема економска криза? И французите преку Оланд всушност нови избори веројатно гласа за една поинаква позиција на Франција во рамки на НАТО и на Европската унија. Може ли тоа француско редефинирање на својата позиција да донесе до ново редефинирање на односите внатре во НАТО и во Европската унија? Прво, во однос на алијансата, Франција ќе си остане членка и исто така составен на интегрираната војна команда. Значи немаат веќе намера да се повлекуваат како што беше во времето на Де Гол. Меѓутоа, факт е дека ќе дојде до повлекување на силите во 2012, а не во 2013, како што беше претходно договорено со Соединетите Американски држави, и за кое што Саркози исто така имаше давано цврсти уведување на американските колеги дека тие ќе останат до 2013. Второ, ќе продолжи да бара поголемо партнерство со Русија. Трето, во однос на Русија, Оланд
je protivnik za izgradba na raketniот štit za кој се карат русите и американците, сметајќи дека тоа е премногу скапа инвестиција и дека опасноста не доаѓа од Русија. Четврто, во однос на Блискиот исток, од една страна се гарантира стабилноста и безбедноста на Израел, но од друга страна се бара прогласување на независноста на палестинската држава од 1967 година. И што е клучно за Западниот Балкан, влез на сите земји кои се од Западниот Балкан во рамки на Европската Унија. Значи, еден многу побеневалентен однос во однос на Саркози кон прашањето на проширување на Европската Унија. Веројатно тие причини, овој пораст на Саркози се доживеа многу еуфорично во рамки на Република Македонија. Неговите изјави дека е со потекло од Солун, дека е наклонет кон Грција, тие пријателски односи со Грција и така натаму и така натаму, не беа прифаќани многу пријателски во рамки на Република Македонија. Има еден парадокс. Никола Саркози е во истата меѓународна политичка институција или партија на десниците, каде што и нашиот Никола. Така што во тој контекст се претпоставува дека соработката меѓу двете влади би требала да биде поефикасна. Франција секојаш важела за близок сојузник на Србија, дали победата на Оланд всушност ја јакне таа позиција на Србија повторно тука на Балканот, посебно што во Србија европските сили и политики доминираат и победуваат на последните избори. На одреден начин, зашто да не? Французите се силно присутни во Србија и мислам дека во случај на победа на Тадич ќе ја зајакне позицијата на Србија на Балканот. Дали можеме да очекуваме тој бран на промени со левицата што се случи во Франција, да продолжи во Европа, Шпанија, Италија, локалните избори тоа го покажа во Велика Британија, се очекува можеби на многу посилна социјалистичка или европска, односно лева ориентација на Германија. Дали може тој бран на промени на левицата да се случи во Европа, бидејќи очигледно дека десните политички партии не најдоа одговор на овие нараснати имигрантски политики и на економските проблеми кои создадоа огромни загуби во рамки на еден голем дел на тие европски држави. Па ако се сеќаваме на Митеран 81 до 95, значи неговата личност и расположението на француските социјалисти влијаеше во голем број определување на бирачите кон лево. Така што не е исклучиво со оглед на победата на Оланд, а предпоставувам и победата на неговите пратеници на 16 јуни, бидејќи се парламентарните избори во Франција, дека тој бран ќе продолжи, ќе допре и до Балканот. Соочени со неколку изборни порази на домашен план, македонската левица во таа победа на Оланд веројатно гледа одредена символика дека тие процеси на победа на левицата на изборите на Балканот и во Европа може да се случите во рамки на Република Македонија. На левицата во Европа и требаше еден крупен трофеј. Тој крупен трофеј го има со изборите со победата на Оланд во Франција и всушност тоа ќе се користи како парадигма дека Европа се свртува кон лево, бидејќи веќе овие 10 или 15 години на едно силно десно владење со Европа ги покажа сите своји слаби знаци, целата своја слабокрвност, која се отслика со огромна економска криза која зафати Европа. Во последните 30-40 години поголема економска криза немало на континентот. На среднорочен план очекувам дека во следните 5 години во поголем број европски држави ќе дојде инклинирање кон лево, односно ќе победат социјалистите или левичарските други партии во коалиции, а не исклучувам тој бран да дојде и на Балканот и во нашето поднебје. Се враќаме за неколку минути да одјавиме нашата вечерашна емисија. За 3 минути еве на повтора назад, почитувани гледачи. Стариот добар Проколин отсега во ново пластично шишенце и во нова модерна амбалажа. Ви ги представуваме и новите Проколин вештачки солзи за хигиена на очите, кои овозможуваат чувство на комфор. Заедно со Проколин, раствор за чистење, подмачкување и за дезинфекција на вашите контактни леки. Проколин, линија за комплетна нега на очите.
60 години трговијата е нашиот занет. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Toyota. Ова беше емисијата во центара со Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие вечерва ја гледавте емисијата посветена на две доминантни клучни теми. Како прво тоа е победата на Оланд во Франција и дали левицата на голема врата се враќа во Европа, и како второ, дали некој денес во Република Македонија сака етничките проблеми да ги претвори во верски проблеми. Ние се гледаме видниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.